Владата има сериозни намери да ги стави под контрола трговците за да не се богатат на грбот на граѓаните. Премиерот Христијан Мицкоски очекува трговците да продолжат да ги намалуваат цените на производите. Тој најави жестока реакција на владата доколку се утврди дека повторно има несакани појави во маркетите. Ако ги гледаме профитите кои што ги остваруваат трговските ланци, ќе дојдеме до заклучок дека помеѓу условно кажано најуспешните компании 10, 15, 20 гледаме такви трговски ланци. А конјунктурата на бизнисот не е сменета. Кога зборувам конјунктурата, зборувам волуменот, не е драматично зголемена потрошувачката или некои иновативни методи, нели? Туку станува збор за покачување на цените и тоа не е добро. Претходно, трговските ланци и помалите маркети ги зголемија цените на сметка на поевтинувањето на производите опфатени со акцијата новогодишна кошница, пошто владата предупреди дека ќе ги замрзне, па дел од трговците се опаметија. Мицкоски потсети дека пензиите ќе продолжат да растат. Пензионерите во март ќе добијат нови 2500 денари зголемување и со тоа завршува втората фаза од ветувањето на владата за линеарно покачување на пензиите. Премиерот вели дека и во иднина владата ќе продолжи да работи во интерес на пензионерите за подобар животен стандард. Се заокружува она ветување дека во првата година линеарно пензиите ќе бидат зголемени за 5000 денари. Ние за 9 месеци тоа ќе го направиме и мислам дека пензионерите се задоволни од оваа мерка и мислам дека на некој начин успеваме тие пензионерски денови да ги олесниме. Покрај заложбата за подобар стандард на пензионерите, владата се бори за повисоки плати во здравствениот сектор. Според најавите на премиерот, во периодот што следи ќе ги исполнат сите договорени работи со синдикалците.